Укло ФМ 90,8. Ова е студентски парламент на Укло ФМ 90,8 МГц. Драги пријатели, вие сте со програмата на Универзитетското радио Укло ФМ Битола, радио на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Добре дојдовте во новото издание на емисијата Студентски парламент. Денешното издание на емисијата е посветено на првиот академски час на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Над 1000 нови студенти на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола на 1 октомври ја започна новата академска 2025-2026 година. На првиот академски час ги добија индексите, се запозна со професорите и со новите колеги. Овој ден е посебно важен за бруцошите, за кои почетокот на студирањето и здобивањето на нови знања ќе значи отворање на нови хоризонти, стекнување на нови искуства, пријателства и контакти. Но исто така ова е значаен ден за професорите, подготвени своето знаење и искуства да ги пренесат на новата генерација студенти. Ректорот на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, професор доктор Игор Неделковски, во разговорот што го водевме со него, со нескриено задоволство зборува за почетокот на новата академска година, во која Укло бележи нагорна линија во однос на новозапишаните студенти. Ректор Неделковски, прв академски час во новата академска година. Да, традиционално ден кој може би е и најголемото задоволство за секој професор. Отвораме нова академска година, нова генерација на студенти се одлучиле од нас да ги научат професионалните вештини врз основа на кои потоа ќе обезбедуваат своји средства за живот. Тоа е гордост за секој професор, гордост за секој раководител, ректор и така овој ден е навистина пријатен за универзитетот. И оваа година Универзитетот Свети Климент Охридски Битола може да се пофали со изворенен број запишани бруцоши на универзитетот. Да, тоа посебно не радува, бидејќи онај драстичен скок што го имавме минатата година после повеќе годишно опаѓање на бројот на студенти, не само кај Укло, кај сите универзитети заради демографските движења во Македонија, тој минатогодишен драстичен скок годинава го задржавме, дури и малку и го надградивме, така да она со математички јазик кажано кривата на студенти почнува од опаѓачка да биде растечка. Сега, овај ден кога започнува вашиот втор мандат како ректор на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, што да очекуваме? Па, она што беше и во претходните 3 години, многу работа, многу активности, динамика, се со цел да имаме што повеќе студенти, не само заради да ги имаме како бројка, туку со тоа што ќе студираат на Укло, да ги задржиме тука во регионот, во државата, а и да привлечиме од други региони во нашиот град студенти. И севсема за крај, што ќе им порачете на Укло Колор студентите, како на бруцошите, така и на останатите? Да, Укло веќе трета година доаѓа ова што ќе биде како академска година. Студентите не се само студенти на Укло, тие се студенти на Колорс, ќе можат да своите наставни обврски да ги извршуваат на еден од 9 универзитети членки на Колорс, од кои 8 се од земји на ЕУ, а 9-тата сме ние. И ќе им порачам да бидат проактивни, да ги следат сите можности, бидејќи има многу можности, дури имаме и повеќе можности отколку интерес за мобилности на студенти. Ви благодарам и успешна нова академска година. Благодарам и јас. Централната свеченост по повод првиот академски час на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола се одржа на Економскиот факултет во Прилеп, кој одбележува 65 години постоење. Со овој настан започна мандатот на новата деканка, професор доктор Татјана Спасеска, која во своето прво обраќање упати срдечно добре дојде до студентите. Овој ден
има посебно значење за сите нас. Овој ден символизира нов почеток на неограничени можности за сите. Ова е ден кој што кај секој од нас, особено кај младите студенти, со себе носи измешани емоции од радост, возбуда, трема. Но фактот дека секој од вас се определил да инвестира во себе, во своето знаење и иднина, кажува дека сите вие стоите цврсто исправени пред многуте предизвици и заради тоа ви честитам. Со влезот на економскиот факултет во Прилеп, ја земате мапата на животот во своји раце и зачекорувате по патот кон освојување на нови знаења. Започнувате ново животно поглавје во кое ќе се стекнете со академски знаења, практична работа, истражувања и по 4 години со заслужена диплома со која ќе ја градите вашата професионална кариера. Од денешниот свечен час вие му припаѓате на економскиот факултет во Прилеп како најмлада генерација во неговата академска заедница. Од денес семејството на факултетот е побогато и побројно за сите вас, драги бруцоши, кои се приклучувате на 400 активни студенти и илјадници дипломирани економисти, магистри и доктори по економски науки. Со посебна гордост сакам да истакнам дека новата генерација студенти во академската 2025-26 година на некој начин е привилегирана и поврзана со 65 годишниот јубилеј на факултетот. Во текот на изминатите 6,5 децении, факултетот успешно функционира во рамките на високообразовниот систем на Република Македонија и едуцира кадри кои што со своите знаења и компетенции придонесуваат за вкупниот економски и општествен напредок на земјата. Студиските програми на факултетот динамично се приспособуваат според потребите и барањата на пазарот на труд и кореспондираат со развојните трендови и стратегии на државата, овозможувајќи им на студентите да се стекнат со применливи знаења, високо ценети од страна на работодавците во приватниот и јавниот сектор. Почитувани, еден од носечките столбови за развој на факултетот во претходниот период представува неговата отвореност за соработка со странските високообразовни институции, која се реализира преку бројни мобилности на наставниот кадар и студентите во рамки на Erasmus+ и CEPUS програмата. Исто така, Универзитетот Свети Климент Охридски од Битола е дел од Европската универзитетска алијанса Колорс, која што им нуди дополнителни можности на студентите да соработуваат со 126.000 студенти од 8 партнерски универзитети и на тој начин им го доближува европското образование дома. Економскиот факултет Прилеп има воспоставено силни партнерства и со бизнис заедницата, како резултат на што студентите имаат можност да следат стручни предавања од истакнати стопанственици и менаџери и на тој начин да ги надоградат теоретските со апликативни знаења и вештини. Потврда за ваквата одлична деловна соработка представува доделувањето на 30 стипендии од бизнис заедницата во Прилеп. Ја користам оваа прилика да им се заблагодарам на компаниите кои што ги обезбедија овие стипендии, а тоа се Конфиангел, Прилепска пиварница, Вик Македонија, Витаминка, Кули и Евролинк осигурување. Исто така, факултетот има воспоставено тесна соработка и со општина Прилеп, која во континуитет па и оваа академска година додели стипендии за студентите. Економскиот факултет од Прилеп има изградена одлична соработка и со факултетското студентско собрание, преку кое ќе можете да ги остварите вашите интереси и цели во текот на студиите. Драги бруцоши, денес не е обичен ден.
Денес стоите на прагот на нови хоризонти и пред вас се отвараат врати кон свет полн со бескрајни можности. Започнувате возбудливо патување, кое ќе ве води низ искуства што ќе ве инспирираат и ќе ве научат на истрајност, храброст и посветеност, кои што ќе го обликуваат не само вашиот академски пат, туку и животната насока што ќе ја следите по завршувањето на студиите надвор од аулите на факултетот. Запомнете, успехот не е крајна дестинација. Успехот е патување на кое ќе се соочите со многу предизвици, но и вредни можности. На ова патување ќе има моменти на сомнеш, може би и падови, но немојте да стравувате. Она што треба да знаете е да имате цел, да бидете посветени на учењето и љубопитни за знаење, бидејќи знаењето е вредност која што секогаш и секаде се вреднува и цени. А ние, вашите професори, ваши ментори, ќе ве следиме во секој чекор од ова ваше патување и ќе бидеме тука да ви помогнеме да ги надминете препреките. Заеднички ќе го градиме патот кон успехот и заеднички ќе ги славиме сите ваши достигнувања. И големите, и оние што се чинат мали, но сепак многу значајни за вас. Драги колеги, драги бруцоши, нека е со среќа и со успеси новата академска година. Заедно да чекориме во нови предизвици, со заемно почитување и академска зрелост, а нашите студенти да бидат успешни, моќни и подготвени да го освојат светот со знаење. Среќно, бруцоши! На централната свеченост по повод првиот академски час на присутните им се обрати и ректорот на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, професор доктор Неделковски. Што им порача тој на бруцошите, ќе слушнете по музичката пауза. Останете на 90,8 МГц. Во коси да ти спијам, во зора да те будам, за тебе ако треба, се да изгубам. Заборави други очи, други нежни насмехти. Заборави ме натера да ги фрлам сите слики неизини, да расчистам со спомени, да ги барам цели ноќи твоите чекори, да попнеам со денови, во коси да ти спијам, без пресан да те љубам, од твојот нежен допир да излудам. Во коси да ти спијам, во зора да те будам, за тебе ако треба, се да изгубам. Дозволи ми да ти пеам стари песни љубовни. Дозволи ми да раскажам дека сум те чувал ноќе прегратки, да излажам, со нам баре
си да ти спијам, без престан да те љубам, од твојот нежен допир да излудам. Во коси да ти спијам, во зора да те будам, за тебе ако треба се да излудам. Во коси да ти спијам, во зора да те будам, за тебе ако треба се да излудам. Како што кажавме, на централната свеченост по повод првиот академски час што се одржа на Економскиот факултет во Прилеп, единица на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, на бруцошите им се обрати ректорот на Универзитетот, професор доктор Игор Неделковски, кој го честита 65 годишното постоење на факултетот, при тоа потенцирајќи го фактот дека на него годинава се запишале 20% повеќе студенти, што е доказ за довербата во неговиот квалитет. Обраќањето ви го пренесуваме во целост. Се одлучив оваа година Централниот настан на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола по повод почетокот на новата академска година да биде тука на Економскиот факултет во Прилеп. Не само затоа што слави 65 години од своето основање како прва високообразовна институција во рамки на денешниот Универзитет Свети Климент Охридски, туку најповеќе заради тоа што годинава Економскиот факултет во Прилеп има најголем раст на ново запишани студенти во прва година од сите факултети на универзитетот. Вие може да излажите било кој, но не младите луѓе, не младите студенти. Ако тие годинава одлучиле за 20% да го зголемат бројот на студенти, значи слушнале добар глас од нивните повозрастни колеги. Но пред малку слушнав уште еден факт што е доказ за квалитетот на оваа институција. Ја слушнав деканката дека денеска ќе доделат 30 стипендии од приватниот сектор, плюс имаме, како што ја кажа деканката, одлична соработка со општината и 20 стипендии и летна пракса. Вие влегувате во светот на економијата. Знајте дека приватниот бизнис никогаш не дава пари заради тоа што треба да ги даде или што би рекле за лепе очи. Тој бизнис препознал дека од овде излегува добар кадар кој им треба за напредок на нивните фирми. Затоа се одлучил да даде од собствените пари, тоа се приватни средства, фондови, на вас, за да по неколку години бидите дел од нивните компании. Подобар доказ за квалитетот на оваа институција нема. Исто така, изборот на општината да им биде партнер овој факултет јасно потврдува дека и кај политичките власти има оваа институција голем углед. Затоа, учете. Не чекајте професорите да ве тераат да учете. Барајте вие знаење од нив. Верувајте, имате од кој да научите на овај факултет. Користете ја можноста. Ова за вас ќе биде прво школување како возрастни полнолетни лица. Ако досега вообичаено беше некој да ве тера да учите, да ве караат, можеби,
Сега тоа не е случај. Бидете само мотивирани. Имаме огромен број на можности за стипендии и патувања во странство. Користете го. Аплицирајте на сите можни повици. Во рамки на Колорс Алијансата само утринава се објавија нови 3 повици. Дури доаѓаме до парадокс да имаме повеќе средства за патувања, односно ги викаме ние мобилности на студенти, отколку што има апликанти за користење на тие средства. Затоа бидете проактивни, користете ја секоја можност да научите нешто. И на крај, ќе ризикувам, бидејќи знам да ваша возраст не сакате многу да ви се попува, да ви се даваат совети, но ќе ризикувам да ви дадам едно мое лично видување. Сметам дека имам право, бидејќи за вас е оваа прва година, каде во оваа академска година настапувате како полнолетни лица, а јас ќе влезам во мојата 7 деценија од животот. Затоа искуството ми дава за право да споделам едно мое видување на вашата професија. Мојата лична девиза е дека за среќа во животот потребно е да има баланс, или, бидејќи јас сум инженер, ја речам со математички јазик, еден рамностран триаголник од 3 работи. Здравје. Човек кој не е здрав не може да биде среќен. Љубов. Човек кој не сака и не е сакан не може да биде среќен. Без разлика во различни периоди на животот љубовта се сваќа поинаку. И третата работа, финансиите. За жал, живееме во општество и во развој на човештвото, каде без финансии, основни финансии, не можете да остварите лична среќа. А вие сте ја избрале таа професија со која ќе си помагате себе си, но и на другите да остварат доволно финансии за да имаат лична среќа. Тоа доволно за некој е малку, за некој е многу, но битно е да е доволно. Затоа ви честитам на изборот и ќе повторам: бидете здрави, сакајте се, бидете среќни и учете како утре да заработите доволно средства за вашиот иден семеен, професионален и личен развој и живот. Ви честитам и со среќа. Почетокот на новата академска 2025-2026 година свечено беше одбележан на сите единици на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, на кој во 3 уписни рока се запишаа 1036 студенти, подготвени да се посветат на проектот Студент на UCLO Colors. Очекуваме бројот да се зголеми по завршувањето на дополнителниот 4 уписен рок кој е во тек. За него по музичката пауза. Преку рамо ако одиш, сакам да ти бидам патот кој те води. Како сули си згази ме под себе, ништо не грубо ако е од тебе. Пушти насмев меѓу прамени од злато, еден поглед меѓу трепки, ама длабок. Божев случајно забавено и филмски, само рака подај ми тајно стисни. По тебе, кај што газеш мојот поглед бакнува, моето срце стапки ти одбројува. Гори надежден да дојде твојот чекор кон мене да појде.
се стиснам, да сум среќен и ако на пола киснам. Како суволи се згазиме по себе, ништо не е грубо ако е од тебе. По тебе, кај што газиш мојот поглед бакнува, моето срце стапки ти одбројува. Гори надежден да дојде твојот чекор кон мене да појде. По тебе, кај што газиш мојот поглед бакнува, моето срце стапки ти одбројува. Гори надежден да дојде твојот чекор кон мене да појде. Крвта ми се бранува, твојот допир удира, како струја тело ми оживува. По тебе, кај што газиш мојот поглед бакнува, моето срце стапки ти одбројува. Гори надежден да дојде твојот чекор кон мене да појде. По тебе, кај што газиш мојот поглед бакнува, моето срце стапки ти одбројува. Гори надежден да дојде твојот чекор кон мене да појде. По тебе. Ве подсетувам дека вие сте со програмата на Универзитетското радио Укло ФМ Битола и ја следите емисијата Студентски парламент. Во нашите информативни појаси, почитувани, веќе информиравме дека на единиците на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола од 1 октомври се реализира дополнителен четврт уписен рок за запишување на студенти во прва година на прв циклус студии во академската 2025-2026 година. Според објавениот дополнителен конкурс, во овој четврт уписен рок има 1316 слободни места, од кои 533 за редовни студенти во државната квота, 504 за редовни студенти со школарина за студирање и 279 места за вонредни студенти. Пријавувањето на заинтересираните кандидати трае до 8 октомври. Решението за прием ќе биде објавено на 10, а запишувањето на примените студенти ќе се врши на 13 октомври 2025 година. Накратко и за бројот на слободни места по факултети. На Техничкиот факултет во Битола има 226 слободни места. На Факултетот за информатички и комуникацијски технологии во Битола 189, на Технолошко-техничкиот факултет во Велес со дисперсирани студии во Битола и во Кичево има 73 слободни места, на Економскиот факултет во Прилеп 115, на Факултетот за туризам и гостителство во Охрид во овој четврт уписен рок има 117 слободни места, на Педагошкиот факултет во Битола 121, на Факултетот за безбедност во Скопје 95 слободни места во четвртиот уписен рок, на Правниот факултет Кичево со дисперзирани студии во Битола и во Струга 140, на Факултетот за биотехнички науки во Битола има 87 слободни места, на Ветеринарниот факултет во Битола 32 и на Високата медицинска школа во Битола 121 слободно место. Како што кажавме, пријавувањето на заинтересираните кандидати трае до 8 октомври.
Објавувањето на решенијата за прием на кандидатите ќе бидат објавени на 10 октомври, а запишувањето на примените кандидати ќе се врши на 13 октомври 2025 година. Сите останати информации околу запишувањето на нови студенти во прва година на прв циклус до дипломски студии во новата академска година на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола можете да добиете во дополнителниот конкурс кој што е објавен на веб страницата на универзитетот uklo.edu.mk. Хеј, се што имам би ти дал и за секој празник јас тебе би те посакал. Хеј, и во чуда верувам, штом те видов тебе знам, ти ми недостигаш. Кој те роди толку мила, толку сладка, толку фина, убава. Еј, кажи ми да знам, не ти треба тебе шминка, ти си моја Афродита, убава. Божја креација, камо тебе да те имам, камо тебе, моја најмила, камо тебе да те имам, камо тебе, моја единствена. Кој те роди толку мила, толку сладка, толку фина, убава. Еј, кажи ми да знам, не си ти за еден викенд, ти си за нам еден месец, знаеш ли? За мене ти си родена, камо тебе да те имам, камо тебе, моја најмила, камо тебе да те имам, камо тебе, моја единствена, камо тебе да те имам, камо тебе, моја најмила, камо тебе да те имам, камо тебе, моја единствена, камо тебе. Почитувани, тука го завршуваме ова издание на емисијата Студентски парламент на Универзитетското радио Укло ФМ Битола. Емисијата тонски ја реализира Љупто Цветковски, а ја уреди и водеше главниот одговорен уредник на Укло ФМ Битола магистер Сонја Тантарова-Груевска. Останете понатаму со нас на 90,8 МГц. Кажи дали некога сум те оставил, да самуваш, да тагуваш, остануваш сама ти. Кажи ми, лажеш дека простор фали помеѓу нас, лажеш дека ти си била заборавена, оставена со денови, сама ти, лажеш ти. Нека боли кога ќе ме повреда, кај што не дозволувам. Нека збори ова душа како срна ранета, ќе преживеа. Нека боли кога ќе ме повреда, кај што не дозволувам. Преживеа.
ке ме боли кога не си искрена. Ова наша љубов има чудни правила. Си заборавила, време минува, поминува, заминува. Дојди уште една за да има причина. Не знам дали можам да ја вратам надежта. Оставена, изгубена, длабоко во тагата. Нека боли кога ќе ме повреда, кај што не дозволувам. Нека збори ова душа како срна ранета, ќе преживеам. Нека боли кога ќе ме повреда, кај што не дозволувам. Нека збори ова душа како срна ранета, ќе преживеам. Укло ФМ, Битола, октомври 2025 година. 24 часа секој ден на 90,8. Укло ФМ, Битола. Универзитет Свети Климент Охридски, Битола. Член на Европската универзитетска алијанса Колорс. uklo.edu.mk